Се враќаме, почитувани гледачи, со слика и коментар од спортската сала 26 април во Гевгелија. Исполнета до последно место, задоволни се љубителите на кошарката, затоа што во последниве две сезони имаат квалитетен тим кој што се бори за највисоките позиции во македонската кошарка. Бидат годишниот финалист во плејофот за шампионската титула, кога дојде до најголемиот успех во својата клубска историја. И оваа сезона е меѓу најсериозните кандидати за самата завршница екипата на Кожув, која што во првите 3 кола од супер лигашката конкуренција во домашното првенство постигна 2 победи, беше поразена од МЗД Скопје Аеродром во третото коло и во мечот во четвртото кој што го отвара овој четврти круг од втората фаза од домашното првенство, водат против Куманово 50-36 во еден одличен надпревар во кој што го диктира темпото уште од самиот почеток. Единствено на стартот Куманово водеше со забивање на незапирливиот Урош Луковиќ. Беше 2-0 за кумановци, од тогаш Кожув ја презеде контролата. Една серија од 7-0, потоа 15-4 на крајот на првиот период 27-16 се разигра и од надворешните позиции. Кумановци тешко погодуваат од дистанца и тоа е нивниот главен проблем, а го имаат неверојатно расположение од Луковиќ кој што досега постигна фантастични 25 поени. Има 11 од 15 погодени за 2 поена, што главно се или забивања, или буквално подтурнување на топката во кошот. 7 скокови има, од кои 3 офанзивни. Меѓутоа, како единствена ластовица во тимот на Куманово за сега. По крај него 4 поени има постигнато Ројс Паран, потоа 3 Мандич, по 2 Јанески, Врањеш и толку. Почеток на третата четвртина или второ полувреме, топката за кумановци. Нападот го предводи Паран. Имаат очајни 9 шута и ниту една погодена тројка за овој елемент од играта кој што главно е меѓу најопасните оружја. Сега Паран по 10 пат промаши. Караджовски на спротивната страна, 6 асистенции односно 7 во првото полувреме. Една изворена партија за капитенот Димитар Караджовски. И сега повторно многови брзи, течни, прецизни проигрувања придонесуваат за противникот да биде приморан да прави лична грешка, во случајов Маријан Јаневски. Ја прави третата лична грешка. Второ во редовите на гостинската екипа со 3 фаули покрај Мандич. Чупковиќ се овиде за 3, меѓутоа претходно беше играта прекината. Фаул во напад. Пековиќ или не? Со број 12, тоа е Штериов. Најефикасниот во домашната екипа, 14 поени до сега за Александар Штериов. И еве на спротивната страна, одново на акција која главно функционираше, додавање на Паран кон Луковиќ, иако беше пониско од можностите на 213 см високиот центар. Куманово има 2 пораза во првите 3 кола. Ево го домашниот тренер Димитар Димитров. За сега одлично го води својот тим, една колективна, тимска игра. За 3 поена имат 7 од 14 погодениот, за 2 поена 10 од 16. Рековме 9-0, очајни кошаркаите на Куманово за 3 поени. За 2 поена е многу висок процентот, благодарение на Луковиќ, кој гледате, ми се чини дека по 5-ти пат веќе забива на овој надпревар. 27 поени за него, 50-38. Уште кога би имал мала подршка од надворешните позиции, пред се поените на Мандич кои што недостасуваат, ќе биде можеби поинаку за Куманово. Сега Мијајловиќ бараше дополнително фрлање. Одличен влез на Мијајловиќ и негов 11 поен. Трет во редовите на Кожув со двоцифрен број поени. 52-38. Паран. Луковиќ бараше, еве го доби топка. Сега пресилно изфрлена, меѓутоа Јаневски офанзивен скок, па уште еден и од табла погодува 52-40. Караджовски одличен дриблинг за да се ослободи, сега Пековиќ. Штериов беше сам за момент. Караджовски му побегна на Димчевски, еве го изворено проигрување до Штериов. 8 асистенција за капитенот Димитар Караджовски. Игра одлично со
Огромна доза на искуство кое што го има 29 годишниот Караджовски. 54-40. 16 поен за Штериов. Димчевски па Јаневски, тешко им оди ова додавање од надворешни позиции. Мандич мораше да работи при овој влез, изгоди лична грешка од Пековиќ, да е втора. Мора да има подршка за Урош Луковиќ во редовите на Куманово. Пред се ќе повторам уште еднаш од Мандич, која ја нема. Се уште, меѓутоа има време да влезе во серија. Вукашин Мандич. За сега само од слободните фрлања. И едно погодено од 4 обиди за 2 поена во за него мизерното прво полувреме. Промаши еднаш за 3. А имаше неверојатни 35 поени и 6 погодени тројки од 7 шутеви во мечот против Работнички. 5 поен само за Мандич. Намалуваат на 12 разлика, 54-42. Чупковиќ, Мамијајловиќ. Главно функционира ова игра. Мијајловиќ поентира. Одново се лути Луковиќ во играта и Луковиќ на клупата. Синот на централската позиција, таткото на тренерската, затоа што многу простор има за кошаркарите на Кожув. Одново 14 предност Мандич. Чиста позиција, но не му оди, а гледате како со врвот на прстите си поигрува со противничката одбрана Урош Луковиќ. 29 негов поен. Дај да видиме до каде ќе стигне на овој меч. Тоа е атракцијата на мечот. 56-44. Караджовски. Нема тројка за капитенот, има офанзивен скок на Штериов. Караджовски сега сам на второ обрач. Стигна да блокира Луковиќ. Го има на секаде. Аплаузи за борбената игра на Кожув, но мора да заслужи аплаузи Урош Луковиќ, се разбира, не во ова сала. Умешно тука Караджовски од ногата на Паран во аут за 18 секунди кои што преостануваат во овој напад. Пековиќ. Бараше топка Чупковиќ, Пековиќ оди сам, мора да бега од дуел со Луковиќ. Караджовски не го гледаше кошот, но уште еднаш доаѓа до топката и сега конечно гледате пожртван капитенот на противничката клупа. Спортски таму му беше и асистирано за да не дојде до повреда од страна на официјалните лица во екипата на Куманово. И нови поени од под кошот. Време беше да почне да игра Мандич. 56-46. Караджовски сам отворен шут за 3, меѓутоа овој пат не. Го расипаа процентот за тројка, но и дозволуваат противникот да се размамне во овој трет период. Добро е тоа за надпреварот, не баш добро за Кожув. Мандич оди сам. Нема тројка. Ево ова е тоа солирање кое во многу наврати знае да биде и контра ефективно. Сам како плей од неизградена позиција, не дека не знае тоа да го направи, но премногу солирање, индивидуални потези, а Пековиќ му дава уште еден кредит на противникот. Серија промашувања во средишницата од третиот период. И можеше се очекува дека тешко ќе оди така ефикасно овој надпревар. 50 поени постигна во првото полувреме кошаркарите на Кожув. Со висок процент на реализација. Мандич сега. Мијајловиќ направил лична грешка, велат судиите.
Станимирович се врати во игра, Мандич, Јаневски, но нема проток на топката, како да немаат плеймейкер, а во моментот и го немаат во играта гостинските кошаркари, но одлично таму се снајде карактеристичен овој потек за Јаневски. Знае да биде тоа како благодарен и конечно по подолго време намалуваат на едноцифрена негатива. Само 5 минути игра во третата четвртина. Сега подобри во одбраната, поагресивно одат кошаркарите на Куманово, затоа и за честија личните грешки. Прва за Станимирович. Те се врати Филиповиќ во игра, но го придонесе во одбраната пред се, со неколку одлични дефанзивни потези кои резултираа со брзи поени во транзиција во вториот период. Владимир Филиповиќ. Караджовски, одлично додавање за Штериов, не погодува. Добро се постави во одбраната Јаневски. Само 6 поени за 5,5 минути во третата четвртина за Кожув. Јаневски за 3, не го посака. Сега конечно во овие моменти Костевски е на центарска позиција, да одмори малку Урош Луковиќ. И краде тука Станимирович, тоа значи ќе биде и побрза играта на Куманова, а сега Станимирович. Неспортска лична грешка му е досудена на Димитар Караджовски. Еве нови можности за екипата на Куманово. Опции за да дојдат поблиску до резултатот на противникот. Ја за Силија затврсти играта во одбраната. Станимирович сега на линијата на слободни фрлања. Прецизен во првото, 56-49. Прв поен тоа за Дарко Станимирович. (56-50). Сега и топка острана. Само 6 разлика. Беше 17 предност во последната минута од полувремето. Еве како се стопија. 11 поени од тој сегмент во играта. Одново играат и натаму без плеймейкер и без класична петка, иако Костевски е тука. Јаневски има време, 8 секунди за напад, покрај Караджовски има така наречен мисмеч и направи лична грешка. Кој? Одново Караджовски. По-корпулентниот Јаневски, гледате, ќе го видиме тој момент уште еднаш, гледате овој дуел. И тука уште еднаш. Според судиите, ова е лична грешка од Димитар Караджовски. Може би треба и да одмори малку. Пред малку доби неспортска лична грешка. Протестираат и играчите и навивачите на Кожув. Иако двојна замена, Гоцевски легува во игра заедно со Пенов. Излегуваат Чупковиќ и Штериов. Штериов одигра фантастична прва четвртина, постигна 12 поени од вкупно 16. И еве се топи разликата 56-52. (16-6) во второто полувреме за екипата на Куманов. Криза во нападот пред се за Кожув. Мјајловиќ, Караджовски сам, нема тројка. Тешко се игра под притисок, ја приграби, па ја загуби топката Златко Гоцевски. 3:33 до крајот на третиот период, една долга криза која што и натаму го следи составот на Кожув. Мандич. Јаневски, Димчевски се мести за 3. Нема тројка. Топка за Филиповиќ, помогна таму Пенов.
Гоцевски. Нема да се осуди од тука. Караджовски лично прави и Станимирович. Чест влезе во игра Главчев, веројатно на местото на Мијајловиќ. Ова се моменти кога младиот 22 годишен плеймейкер на домашната екипа може да созре во значајни мигови, уфрлен во игра, постигна една тројка во првото полувреме. Караджовски, Пенов, сега одлично додавање за Гоцевски, изблокиран од Мандича, сега ја приграби топката и се избори за кош и дополнително слободно фрлање по фаулот на Костевски. Значаен момент, затоа што конечно значи и прекин на црната серија на екипата на Кожув. Не успеа во дополнителното слободно фрлање. 58-52. Се врати во игра Луковиќ, сега е неопходен кај Куманово да ги добие овие дуели под кошот. Изнуди лична грешка. Прва за Игор Пенов. Се смени ритамот на игра. Колку полетно, колку ефикасно, колку лесно игра во првото полувреме, толку тешко им оди на кошаркајте на Кожув во овој трет период. Драстичен пат кој се уште трае. Се врати Ројс Паран во игра на местото на Димчевски, сега имаат плей. Имаат и класичен центар кој што не погодува слободното фрлање. Од првото полувреме реализира 3 од 6. Сега доаѓа одново на 50%, 4 од 8, 30 поени за Урош Луковиќ, 58-53. Нешто над 2,5 минути до крајот на третиот период. Пенов, Караджовски. Леспа не се разбра најдобро со Гоцевски. Има време. Лесна Пенов, смело го направи тоа табла. И поени за Пенов за 60-53. 7 предност. Колку Куманово притиска да се изравни, да се анулира ова. Сега веќе не така висока предност, толку Кожув се обидува да ја врати двоцифрената разлика. Се лизна таму. Јаневски, да видиме без фаул, да се видите. Одново Пенов, во случајот во одбраната. Заслужен за оваа топка и ќе има тајм-аут за тимот на Куманово. Одиме со реклами. Светот е составен од огромно количество на вода. Но не секоја вода е еднаква по својот хемиски состав и квалитет. Само мал процент се филтрира по природен пат во најдлабоките земени слоеви и содржи идеален баланс на минерали. И само мал процент извира на површината доволно чиста и бистра, за да може да биде наречена горска вода. Горска, тајната на изворот. Не губи време. Плаќај брзо. Понекогаш секоја секунда е важна. Плаќај во движење со Халкбанк кредитните картички, Mastercard, PayPass за бесконтактно плаќање, плюс плаќај на рати без камата и собирај поени со секоја остварена трансакција. Халкбанк, вие сте наред. Почекуваме продолжението на надпреварот 2 минути
до крајот на третата четвртина. 7 предност екипата на Куманово беше, односно за Кожув беше 56-52. Некаде пред 2,5 минути и полека станува овој надпревар резултатски неизвесен. Колку Кожув играше сигурно, полетно ќе повторам уште еднаш во првите две четвртини, колку тешко им оди во нападот. Во третиот период во кој што за 8 минути имаат само 10 постигнати поени. А гостите кои беа на 36 досега имаат 17 во овие 8 минути од третата четвртина. Првата ја добија екипата на Кожув со 27-16, втората 23-20. Јас сам зашто долго траат овие прекини. Двојно повеќе од оној тајм-аут кој што беше оригинално причина за прекин на играта. Се брише паркетот, таму ке клупата на Кумановскиот тим. Не е лошо, погледнеме делот, поубавиот дел од присутните. Пенов имаше еден одличен влез, сега Главчев од Гоцевски. Четворица кои се резервисти, заедно со стартерот Караджовски. Трета блокада на Луковиќ, најдобриот поединец на овој надпревар. Паран. Јаневски нема со кого, Паран сега влегува на работа од рекетот, па се враќаат одново надвор. Паран може да поентира, меѓутоа го посака. Го погоди предниот дел од обрачот, па од табла топката во кош, 60-55. Недостасуваат и поените на Ројс Паран. Но само 5 предност за Кожув. Караджовски. Пенов сам за 3 поени. Неа го посака топката. И еве шанса Куманово да се доближи во последната минута од третиот период и да го направи овој надпревар максимално неизвесен. Така и се очекуваше дека ќе биде, иако Кожув направи една голема предност во првото полувреме. Луковиќ сега не прими добра топка од Мандич. Транзиција Караджовски, фаулиран од Паран. Не е неспортска. Затоа реагираат домаќините. Ево тој момент уште еднаш, а имаше намера. Две слободни фрлања за домашниот капитен. Прецизен Караджовски, мека рака од вакви позиции, 62-55. Има време за поеден напад на двете страни. И затоа не се брза на кошаркарите на Куманово. Паран се избои таму. Врањеш, меѓутоа, нема тројка и натаму на црна точка во играта на Куманово. Не им води за шут, од шут за 3 поени и не им води. Караджовски. Можеше да оди на подолг напад, нема тројка, влезе па излезе. Но благодарниот Филиповиќ освојува топка. Последни 10 секунди може да ја држат до крај кошаркарите на Кожув. И така ќе биде. Филиповиќ за 3. Заслужи да бие и него посака. Трите вакви последни шутеви на Пенов и на Караджовски и на Филиповиќ се одбиваат од обрачот. Нема тројка за Паран, истече времето. Но се врати Куманово во игра. 62-55 овој трет период во кој што во нападот беше во криза екипата на Кожув. Само 12 постигнати поени, а некаде во средишницата од овој трет период беше 56-52, само 4 разлика за составот на Кожув. Но она што Куманово го игра во претходниот период навестува интересна четврта последна четвртина. Одиме со реклами.
Вкусна магија. Бонитас. Everything. Новиот Mitsubishi ASX. Моќта се нашите гени. Дизел со 150 конски сили, подготвен за сите урбани и неурбани предизвици, со комбинирана потрошувачка од само 5,4 литри на 100 километри. Од сега за месечна рата од 199 евра. Новиот Mitsubishi ASX. Почна последниот период, почнување гледачи од надпреварот меѓу Кожув и Куманово со поени на Штерјов. Купно 18 за центарот на домашната екипа, која што води со 64-55. Ова е прв надпревар од четвртото коло во Супер кошаркарската лига, во која се 6 најуспешни екипи. Да видиме дали таму заработи и повреда при овој дуел во одбраната Немања Врањеш, кој што пожртвувано таму се обиде да спаси. Меѓутоа, добро е што се враќа во овој надпревар. Многу содржан и квалитетен кошаркарски надпревар во кој што гледаме многу атрактивни потези во двата тима. Ќе видиме дали кризата во третиот период е мината кај Кожув. Добро почна со погодокот на Штерјов за 9 предност. Куманово се закани во третиот период, кога дојде до само 4 негатива. Но ќе видиме имаат ли сили гостите и покрај тоа што очајно бијат 14 обиди за 3 поени, се уште ниету една тројка во редовите на екипата на Куманово. Колку да е добар феноменалниот Урош Луковиќ со 30 поени, 11 скокови, 3 блокади. Толку надворешните позиции се очајниот дел во играта на Куманово. Затоа под кошот одлично Паран асистира до Јаневски, за поени за Маријан Јаневски и вкупно за него 10. Втор стрелец зад Урош Луковиќ, 64-57. Караджовски, одличен напад на Караджовски, 8 поени, 8 асистенции за капитенот. Меѓутоа сега лична грешка во напад прави Штерјов. Ако Кожув победи, тоа ќе биде трета победа за гевгеличани во овој дел од сезоната. Ако пак Куманово победи, ќе биде израмнување со противникот кој што им е вечерва домаќин. Ќе биде тоа втора победа за кумановци. И погледнете уште едно забивање. Паран влезе, само ја постави десната рака. Тоа се тие атракции на Луковиќ. 32 негови поени до сега. 64-59. Ја крунисали оваа брилијантна партија Луковиќ. И со победа. До сега никогаш Куманово не успело да слави во салата 26 април, но нова загубена топка на домаќините. Чупковиќ не успеа да исконтролира. Димчевски се избори за позиција и одлично. Скок, шут, 64-61, сега најниски. 3 разлика. По 2 минути игра во последниот период. За целосна неизвестност во овој меч. Караджовски со влез. Четврта блокада за Луковиќ, но немаше кој да прифати. А затоа Штерјов казнува со 20 од него поен. Погледнете уште еднаш. Како само ги лепи противничките кошаркари во овакви ситуации. Атрактивниот Урош Луковиќ, но Штерјов е изворенен вечерва. 20 негови поени. Оди далеку над својот вообичаен просек. Паран. Серија дриблинзи, но без ефект. 3 секунди за напад.
Димчевски од очај погодува. 66-64 влегува во серија од 5 поени Димчевски. Поранишниот младински репрезентативец на Македонија сега Паран краде. И еве шанса за 4-6 на семафорот. По 7, односно 3 минути игра во последниот период. 66-66. И кулминација ќе доживее надпреварот во овој завршен дел од играта. Имаме тајм-аут за домашниот тренер Димитар Димитров. На 3 прво државно првенство на Македонија. Стани репрезентативец представуваја Македонија на Европсково 3-3. Најдобриот тим оди на World Tour Challenger на FIBA. Настан кој не се пропушта. Во април во неколку градови низ Македонија. Следине на basketball.org.mk и на facebook.com/3x3 Македонија. Новите пакети SEM на Шпарка се банка се најповолен начин за користење на повеќе производи одеднаш. На едно место добивате дебитни картички со кои можете да повлекувате средства од банкомати без провизија од 10 земји во Европа и кредитни картички со 6% каматна ставка за првите 6 месеци. Одберете SEM, пакет производи наменети токму за вас. Шпарка се банка. Интерспорт во Македонија. Локација Скопје, ГТЦ Приземје и Тетово, градски плоштад. Максимална неизвестност во овој надпревар, како што можеше само да се посака од неутрален аспект, се разбира. Домашната публика по на изворено издание во првото полувреме на Кожув очекуваше повторување на оние два надпревара што во текот на минатиот месец се одигра во Библ лигата, потоа и во сезоната кога Кожув доминантно го доби Куманово. И сега Главчев во вистински момент. Втора негова тројка за да ја прекине лошата серија на промашувања во нападот. Горан Главчев, 6 поени, 69-66. Луковиќ, центарски, иако удвоен, 34 негови поени. 69-68 води Кожув. Бјеловиќ. Штериов. Една од најдобрите партии во кариерата на Александар Штериов. Пред се оној прв период во кој имаше 12 поени, потоа доста и паузираше, но еве го во последниот и тој мора да го даде својот придонес. Мјајловиќ нема простор. Гледате во рацете на Димчевски. Многу поквалитетно во одбраната, го реков тоа како хендикеп во играта во првото полувреме за екипата на Куманово. Меѓутоа во второто играат многу поангажирано, поагресивно и не дозволуваат многу простор како предуслов за пресвртот што го направија кошаркарите на Куманово. Димчевски еден од најдобрите и во дефанзива, но и со оние претходни 5 поени серија со кои што неговата екипа дојде до израмнување, нормално заедно со поените на Паран. И гледате, Луковиќ игра одбојка над противничкиот кош. 36 негов поен. 69-70. Втор пат екипата на Куманово води. Првиот пат беше со забивањето на Луковиќ во првиот напад. 2-0. Сега Пековиќ нема тројка. 5,5 минути до крајот. Нов напад за Кожув. Тешко игра и против Лирија, која успеа да ја добијат со еден разлика во второто коло и тоа беше дерби меч. Јајловиќ. Фаулиран беше од Паран, откако беше напред со можност за влез. Ја победија Лирија во еден многу ефикасен меч, 94-93 на крајот, по продолжение. И трет пат од овој напад Чупковиќ. Дали е ова сигнал дека конечно ќе профункционира шутот за 3 за екипата на Кожув. Се лути тренерот Луковиќ затоа што 3 пати добива можност да се обидат во претходниот напад. Луковиќ, Урош Луковиќ нема поени. Дојде до топка и има слободни фрлања веројатно. Да видиме или само топка од страна. Фаулираше Чупковиќ. Тешко се игра против Луковиќ. Ќе има 2 пенала за него.
Тешко оди од вакви позиции, 72-71. И поени за Мијајловиќ. Играат се посигурно, еве вкупно 15 Мијајловиќ. 74-71, како да беше вовет оној проектил за 3 поени на Чупковиќ, скупно 8 тројка. Се уште нема ниту една во тимот на Куманово, Мандич, а тој е предодреден за проектили за 3. Еден ролинг, феноменално изведено, 38 поен за Урош Луковиќ, 74-73, повторно почнува една симултанка да игра во овој завршен период. Бековиќ, е добра позиција за Мијајловиќ, нова тројка. 76-73. Девета тројка во редовите на домашната екипа, 18 поен за Мијајловиќ, за него петта тројка. Луковиќ Мандич, далеко е од кошот, што сега ќе подготви Луковиќ. Подолги раце, подолги нозе, повисок, но повешт во оваа одбрана беше Штерио. Транзиција во која што Пековиќ не успеа да погоди. Но Главчев ја приграби топката благодарение на Штерио. Одлична игра на центарот на Кожух. Колку што може се справува, се разбира, со расположениот Урош Луковиќ. Чупковиќ. Не беше баш наидеално ово додавање до Штерио, загубена топка. Еве шанса за поправен за Куманово, последни 3 минути од играта. Паран. Само една тројка до сега Кумановци од 15 шута. Паран. Еден супер дриблинг на Ројс Паран, но не шут. Пропуштаат можда за ново изравнување и сега гледате како му попречи таму Луковиќ на Мијајловиќ. Загубена топка беше во обид да се проигра Пековиќ. Имаме тајм-аут за домашниот тренер. Не туку за гостите. Како и да е, 76-73. Доле, слушай добро. Дај се долу. Сад играмо тројку, Ице, ти си доле. Без нервози си не. Утакмица добија одбран, едно одбран да ратимо. Тројка, ти си доле, али мачке овде. Нека искочи од оваа страна, мачки. Од оваа биди. Од оваа страна, Уроше. Од моја десна. Уроше, промени страну, Уроше. Ти биди од моја десна. Овде е мачке, ти си овде sa леве стране. Ти се овде, овде. Мачки го на путот. Гледај се долу, види угол, Уроше. Дигни се овде. Гледај на обе стране, Паран, if you can make pass in the corner. Не може мачка отвори овде. Спустamo loptu dole na mismatch na Ivicu Dimčesku. Evo, odmah se rešava. Ajde! Во самата завршница сме 2 минути 22 секунди до крајот. 76-73 резултатот во корист на Кожух. Ја чувствуваат победата, едните и другите. Да видиме кој ќе биде по-внимателен и изворедно Паран до Луковиќ, 40 поен за феноменалниот вечер во Урош Луковиќ. 76-75. Гледавме во последните 2 минути. Чупковиќ, одземна топка, одлично Јаневски во одбраната. Многу губат топки во завршницата домашните кошаркари. Влегуваме во последните 100 секунди. Кош ќе значи водство за Куманово. Јаневски. Одличен влез на Јаневски, 12 негов поен. И еве ги трет пат во водство, 77-76. Никогаш порано не победиле Кумановци во 5 соочувања во овие 3 сезони против екипата на Кожух во оваа сала. А водат на минута и 15. Мијајловиќ за 3 поени, погодува над Луковиќ. Може би решавачка тројка, 6-та за Мијајловиќ, 21 поен за него.
со многу пркос во играта против доминантниот центар кој што залепи 4 банани претходно. Последна минута, Луковиќ, сега тој на потек, ја пропушта оваа шанса. Немаше фаул, судиите велат. Топка за Куманово, 9 секунди за напад. Одличен, содржаен, квалитетен надпревар, доминација на Кожи во првиот период. Исто така и до крајот на полувремето, но Куманово се врати во третата четвртина, во последната на два пати беше и во водство. Сега мораше Луковиќ надвор, Јаневски, истекува нападот, Јаневски во оченева тројка, скок на Штериот. Уште по еден напад на двете страни, математички земено, 79-77, сите на нозе. Близу 1000 присутни во спортската сала, 26 април. Мијајловиќ, Пековиќ, и тој погодува и ова е веројатно решавачки кош. Мијајловиќ и Пековиќ, купно 11 тројки, една само имаат кошаркарите на Куманово. Во вистински момент, во најзначајниот момент, стапуваат на сцена кошаркарите од надворешните позиции во екипата на Кожув и најверојатно е тоа вовет во нова победа, иако е се уште Куманово во игра. Затоа е овој тајм-аут, веројатно ќе следи на брзи поени, потоа и на фаул. Да слушнеме. Mačke i četvorka ovde, dvojka ovde, Uroše, evo blokada ovde, blokada, u korner, blokada, u korner, blokada, šut za 3 poena, naše novake specijal i faul pravi. Ajmo. Да видиме сега уфрлување странично, Мандич, тој остана должен на своите соиграчи и на своите симпатизери со оваа бледа партија, можеби најслабата во годинашната сезона за Вукашин Мандич. 7 поени само со многу лош процент на реализација. Од игра, само 2 погодини од 10 одбори. Осми поен за Мандич. Ево го и деветиот, 82-79, ќе се врати Станимировиќ во игра. Ќе одат сега на брз фаул, кошаркарите на Куманово, гледате Луковиќ треба да оди надвор, бара техничка грешка. Не беше изведена прописно оваа измена, да видиме што велат судиите, мала конфузија во играта на Куманово, односно при оваа замена. Не тука, туку поинтересно беше на спортивната клупа, каде што жестоко реагираше гостинскиот тренер Љубисав Луковиќ. Ги смируваат страстите судиите. Агресивно оди екипата на Куманово и не успеа да направат фаул тука. Чупковиќ пренесува, сега Штериев сам. Трошат време Чупковиќ и гледате. Општа конфузија во екипата на Куманово. Ако правеа фаул, требаше тоа да го направат во првите неколку секунди. Мандич сега прави лична грешка. Чупковиќ бараше неспортска и
и сосема непотребни сцени кои што дополнително ја подгреваат нервозата во публиката. А се уште имаат кредит кошаркарите на Кожев, има уште една лична грешка додека влезат во бонус. Еве, тој момент, Јаневски прави четврта лична грешка. Одила со Чупковиќ, мина една секунда. Или поточно не цела секунда. Караджовски, еве, и трета лична грешка за само 2 секунди. Но повторно ќе кажам, ако правеа фаули, требаше да го направат порано. Вака дозволија да минат дури 11 секунди до оној прв. А Караджовски не е најидеална опција, можеби е најлоша опција за да се направи фаул, затоа што е ретко погрешлив во слободни фрлања. Ево го капитенот. Една фантастична партија, ја разигра својата екипа. Десетина асистенции ретко се остваруваат во нашето првенство, а тоа го има Караджовски. Еднаш прецизен да одведе 2 слободни фрлања, 83-79. Тече времето, Јаневски нема идеја со кого, Мандич немаш каде да бие и Станимировиќ како да бегаат од обврската да бијат кошаркарите на Куманово и тоа е победа на Кожев. 83-79, заслужена победа. Иако Куманово се закани во завршницата, дојде 2 пати до предност. Меѓутоа со оние 2 тројки на Мијајловиќ, потоа и на Пековиќ, составот на Кожев ја врати предноста во последната минута, на крајот успеа и да ја одржи оваа трета победа во четвртиот настап во Суперлигата за екипата на Кожев, за актуелниот вице-шампион. Трет пораз за екипата на Куманово, која што беше достоен ривал. Во првото полувреме Кожев многу подобар, водеше и со 17 разлика во финишот од втората четвртина, ја доби со 14 во третиот период. Кумановци се приближија во последниот, дојдоа на 2 пати до предност, но шутот од дистанца, едно од најсилните оружја во домашната екипа, дојде до израз во самата завршница и купно 11 тројки од 28 обиди. Пред се оние во последните моменти, во последната минута на Мијајловиќ и на Пековиќ беа решавачки за победата на екипата на Кожев, каде што најефикасен поединец Александар Штериев, 20 поени и 8 скокови. Одлична партија имаше и Мијајловиќ со 20 поени, од кои 4 постигнати тројки, 13 постигнат Чупковиќ, 11 Пековиќ, 9 поени и 8 асистенции имаше Димитар Караджовски во редовите на Куманово. Убедливо најдобар поединец е Луковиќ, 31 поен. Фантастична партија за центарот која што ќе остане некронизана со победа, 12 скокови успеа да оствари и дури 4 блокади, меѓутоа немаше соработка. Пред се потврли Вукаши Мандич кој постигна 9 поени со многу лош процент на реализација. Еве делот на интересните моменти од надпреворот, подсетување, ова беше прв надпревор од четвртото коло во кое што утре ќе се комплетира овој четврти круг со надпреварите меѓу екипите на Работнички Илирија и Струмица против МЗД Скопје Аеродром. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието. Бидете и натаму со македонската телевизија. Ги следиме и натаму најинтересните надпревари во завршницата на кошаркарското првенство на Македонија. Пријатна вечер.